Почитуваната колешка очигледно беше инспирирана да си направи една презентација на програмата на низината партија и добрите желби и намери, но во таа ретроспектива која што ја направи, немаше нешто што укажуваше дека се дискутира по однос на предлогот за екодрво во Чаир. Предпоставувам дека низиниот повик на фокусирање дека ќе значи и поддршка на мојот амандман, бидејќи поголемо фокусирање од тоа конкретно да се направи нешто сега и веднаш во услови кога имаме сериозна закана по воздухот за граѓаните. Сите имаме по нешто да кажеме што се случувало во минатиот период, зашто се трошеле пари од претходната власт, но ние видовме примери за што се трошат пари и од оваа власт, кој што навистина изгледа и непримерно и несоодветно со оглед на статусот на поголемиот број на граѓани и потребите на граѓаните. Но јас за тоа нема сега да одземам време и да ја напаѓам колешкава, бидејќи можеби никогаш и не била прашана и можеби длабоко во себе и не се согласувала со тие набавки на одредени средства и скапи продукти, кои што на поединци му се корисни и потребни, наместо да се трошат тие пари во други цели. Верувам дека никој не ја прашал, но секако дека има насока да брани и тоа што не е за бранење. Но јас, познавајќи ја како колешка и верувајќи дека таа како стручен работник, дека знае што значи и самата кажа еко дрво и дека ќе го поддржи овој амандман, бидејќи само така ќе докаже дека е за фокусирање на проблемите и за решавање на сега и одма проблемите. Благодарам.